Сдруженијето на пензионери на Кочани во саботата беше домаќин и организатор на традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Средбата традиционално и годинава се одржа во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во селото Пантелеј. На неа присуствуваа над 3000 пензионери од 22 пензионерски здруженија на Македонија, меѓу кои беа и пензионери од Битола, Прилеп, Гевгелија, Гостивар, Тетово и од други градови на Македонија. Во името на домаќинот Сдруженијето на пензионери Кочани присутите ги поздрави председателот на Кочанската организација Ѓорги Серафимов. Добре дојдовте овде на овој собир во Пантелеј, на ово светло место. На сите ви посакувам добро здравје и добар престој денеска сите заедно со нас. Во името на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија на собирот зборуваше председателката Станка Трајкова. Денеска тука се случува големата пензионерска средба и од присутноста што јас пред себе ја гледам, со право може да се каже дека денеска за пензионерите сите патишта водеа кон Кочани. Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија секогаш поддржува вакви средби на зелено во природа, во одбележување на значајни настани, што истовремено значи и можност пензионерите да излезат од своите домови и во природа да поминат пријатни мигови. Заслуга да ја имаме оваа пензионерска средба 10 години наназад и оваа година секако дека припаѓа на Сдруженијето на пензионери од Кочани, Сдружение кое го носи атрибутот на Сдружение со традиција, со бројни активности, а во последно време слушнав овие денови дека Сдруженијето од Кочани се закитило и со една награда во Србија, во Лесковец, каде што домакините се поклониле на нивниот фолклорен настап. Учесниците на средбата во името на градот домакин ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев, кој ја отвори средбата. Нашите заложби како локална самоуправа е да допринесеме за секоја целна група подобар живот и подобар стандард. Така, во овие целни групи високо во агендата се и луѓето од третото доба. Иако нашите ингеренции се прилично ограничени, сепак во рамките на нашите можности, она што го правиме и што ги решаваме во делот на инфраструктурните проблеми, очекувам дека индиректно допринесуваат за поквалитетен живот и на вас, припадниците од третото доба. Моментално сме во решавање на еден поголем проблем во делот на сместување на најмладите и веќе го решивме тој проблем со што е обезбедени средства околу 2 милиона евра. Наскоро ќе почне да се гради детска градинка во Кочани и се надевам дека овде ќе најдат простор и место и дел од вашите внуци, паравнуци и идни генерации, што светам дека е решавање на дел од проблемите. Со решавањето на овој проблем пред нас за помагање на директно на стандардот на луѓето од третото доба е изградбата на домот за стари лица, проект кој што е прилично стар, меѓутоа со решавањето на овој претходниот проблем се отвара простор да силно работиме и да изнајдеме решение и средства за отпочнување на градба на домот за стари лица, кој што е регионален дом за целиот исток и очекуваме дека наскоро и овде ќе слушнете убави вести. Инаку учесниците на средбата го посетија манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, каде што се наоѓаат фрески и икони од средината на 19 век, кога е граден и фреско живописан внатрешниот дел од манастирот. Средбата беше надополнета со весело македонско оро, како и песни од повеќе краеви на Македонија.